повторно време за гости. Пристигна и нашиот втор утрински гостин. Станува збор за четвртото издание на ракометниот камп Охрид 2025. А стартува во недела. По тој повод наш гостин ова утро е Горан Ѓоргоновски, координатор на проектот Ракомет за секое дете. Добро утро, Горан. Утро. Искра втор пат, добро утро и за тебе. Спортски Тоа сакам да кажам, после овие вести што ги прочитам, мислам дека поубава тема од спорт нема. Нема, нели? нема. Повелете. Да сменим малку. Ти благодарам со Горан. Добро утро. Добро утро, Искра. Добро не дојде. Добро не. Претпоставам голема најава, нема потреба за тебе. Познато звучно име и лик во светот на ракометот, наш репрезентативец. Можеби поранешен, ама и наш репрезентативец, секогаш репрезентативец. Но освен тоа голем познавач на ракометот. Преку малите екрани не едуцираш сите за ракометот, да знаеме кога гледаме. Благодарам, Искра, тоа и поентата. Што гледаме, но и подготуваш нови генерации. Па да. И токму тоа е нашата денешна тема, подготуваш нови генерации, меѓу другото еве преку овој летен камп за кој што ќе зборуваме денес. Јас, Горан, би започнала од самото име на кампот, а тоа е 40-20. Така. Ајде за сите оние што не знаеме што представуваат овие димензии. 40 на 20 се димензии на ракометниот терен и како што оди нашата парола откако е направен, откако е почнат овој камп 4 години веќе, да, четврта година во Охрид, од недела од 6 до 11. Ракометниот терен е мојот свет, значи ние како една круна на сезоната, како една јаготка на шлагот, што викаат, после цела сезона работа со децата во школите, одиграни 6-7 турнири во мини ракомет. Ова е еден завршеток на сезоната, кај што покрај децата од нашата школа, доаѓаат деца и од другите школи, од другите клубови низ Македонија, од скоро сите градови, но и деца од надвор. Така да ние со се што работиме преку годината, а особено со овој камп кој што има повеќе функции, не е само ракомет, се надеваме дека на децата во иднина овие 40 на 20 ќе им станат нивниот свет во кој што тие ќе творат, ќе се дружат, ќе се создаваат, дел од нив ќе станат и сериозни ракометари, да речем, професионалци, иако цело време потенцираме ние преку проектот Ракомет за секое дете дека нашата поента не е да создаваме репрезентативци затоа што или ракометари, не е само тоа, иако сите би сакале да имаме што повеќе, но не е само тоа, него едноставно децата да го земат се што е квалитетно од работата, од творењето во спортот, од учеството во спортот и нормално во ракомет. Да се врати она детска игра кај децата која што некако се изгуби сите овие години. Сега, Горан, ако земам да те прашувам што се ти имаш доживено на тој терен, кратка емисијата, какви се спомени имаш, колку часови имаш поминато? Тоа некоја друга емисија. Друга емисија. Сега поентата е да ги внесеме и децата, нели, во тој свет. Рековме започнува 6. во недела. Ќе трае до 11, така? Да. Каков е концептот? Во меѓувреме додека зборуваме, само да им објаснам гледачите дека ова е видеоматеријал од минатата година, од истиот камп, но има сега некои измените работи помеѓу другото и локацијата. Локацијата, да. Вака, значи, кампот е за деца од 8 до 17 години. Во зависност од возраст на третманот на децата е различен, програмата е различна, но спомнавме и пред малку кога седевме надвор дека убавината на сето ова е што имаме различни генерации, нормално деца од различен пол и деца од различни земји. Од годинава имаме 120 деца од Шведска, Србија, Норвешка и нормално од Македонија, која што ни е главен фокус, и тоа го знаат и луѓето што доаѓаат од странство, знаат дека нас главниот фокус ни е Македонија, македонските деца, затоа што тие деца од неколку аспекти тука се ограничени со кампови. Пред се затоа што нема друг камп во Македонија од ваков тип, ракометен, а друго е онај финансискиот аспект, кај што од Табановце нагоре сите кампови се помалку достапни за нашите деца. И ние тоа го сме свесни и го имаме предвид и затоа ни се во фокусот македонските деца. Но морам да те потпрашам, од каде тие деца од Шведска, Норвешка дозна за овој камп?
Како? Од различни канали. Значи, дел од нив имале некој контакт со Македонија. Например, сопруга има од Македонија што веќе живее таму. Па таа сопруга има пријатели тука во Македонија. Има дете кое што е загреано за ракомет, дете кое што значи нема никаков контакт со Македонија, ни во однос на тоа како се вика, ни во однос на јазик, може и никогаш не бил во Македонија, но е загреан за ракомет и сега сака да го и така од едно дете се прават 3, од 3 5, од 5 12. Од друга страна имаме некои контакти кои што го правиме со претходниот камп со Кирил Лазаров, кај што некои луѓе тогаш доаѓа, па кога ние го почнавме овој проект, знаејќи со кого имаат работа, тие не контактира, вика гледам дека имате кампи претходно, ние сакаме да дојдеме и така, значи децата од Србија разбрале на некој турнир кај што играат со македонска екипа. Па еве, ќе кажам, Милева Велкова, нашата прославена репрезентативка, ја прашале има ли некој камп, тој кажа да, Ѓоргоновски прави камп во Македонија и различни се каналите и потоа пак ќе кажам, од 2 деца се доаѓаат потоа 4 и така натаму, претпоставувам дека тие се задоволни од се што се случува таму. Така да различни се. Ние немаме премногу деца од странство, ќе кажам ова година некои 20-25% се. Да, немаме многу деца од странство, затоа што пак ќе кажам и луѓето што доаѓаат од Шведска ми најавија годинава поголем број, но ми потенцира, знам од разговорите со тебе дека фокусот ти се македонските деца. Затоа кажи ми колку места ние можеме да планираме, пошто сега овие што дојдоа 10 девојчина од Шведска тука раскажа и сега морам да ова. Не, викам тоа е тоа што тие што беа. Ќе треба малку да се прошири. Но она што исто така е важно да се потенцира е дека значи бројот е веќе пополнет. Да, одамна. Многу одамна, не само одамна, туку рекордно брзо се пополнува. Да, ние годинава, ајде ќе кажам, лани имавме пополнување за 5 дена. И јас искрено како човек што се бави надвор од спортот во овој камп, значи јас не се бавам систематски со спортот во кампов, имаме тренери кои што се бават, имаме луѓе кои што се одговорни за целата програма. Јас сум тука логистика, јас сум тука да направам услови и сега размислувајќи кај може доди ова до година, во смисла за колку може ли побрзо од ова да биде, затоа што и лани имаме многу проблеми, ама кога ние видовме вчера, завчера, сега и сега рековме, гледам дека почнаа да, условно кажано, да напнуваат родителите уште од јануар месец. Да, и јас викам со искуството со кога продававме карти во Металург, дека назначувавме термин, викам јас морам да назначам термин затоа што иначе имаме проблеми и морам пријавата да ја трнам од сајтот затоа што почнаа да се пријавуваат, ја наоѓаа пријавата и се пријавуваа, што не е фер према другите деца, ние немаме означено старт, немаме информирано. И така безициравме еден термин 5 март во 12 часот. Верувајте ни, во најлудите соништа ние не претпоставувавме дека за 8 часа ќе се пријават, ќе се пополни капацитетот. Значи, во никој случај, што испадна малку искрено нефер према родителите, затоа што кој можел од 12 до вечерта, до 8, 9, 10 да се пријави, се пријавил, кој не можел во моментот, во тој ден, што да ви кажат, луѓето замина возот и после рачунајте од 5 март до денес што се случува со убедувања и со така натаму. Така да, сакам сега да се навратам на малку за кампот, дека јас знам да кажам дека овие групи на деца кои што се, да речеме, од 8 до 11 години, се многу захтевни, условно кажано, надвор од терен. Значи, тие се целосно под мониторинг, под контрола, секаде сме со нив. Имаме многу поише активности надвор од терен, затоа што тие се деца кои што во годината, во текот на годината тренираат 2 пати неделно и се овде 2 пати дневно им доаѓа како премногу, па и тука балансираме, да не испане да му се некој да му стане одбивно с ракометот, а од друга страна тие го гледаат базенот, го гледаат езерото, ги гледаат другите активности, да. И сега нели тие не се сериозни во овој ракомет, тие уште не се до буквата дојдени, така да тие деца знам да кажам се малце по-захтевни надвор од терен. А оние па другите што се годинава 2010 па до 2008, тие па си имаат свој свет,
нели имаме таму девојчина од Шведска, девојчина од Македонија, девојчина од Норвешка, машки од Србија, машки и тие си се дружат. И нив не може да им влезе во светот. Сме пробувале ние да им направиме нешто, едноставно те одбиваат и нели се незадоволни. И тие си, но па тие се многу захтевни во делот на ракометот. Тие бараат затоа што тука морам да морам да пушува да окажам дека овој камп кога да речам почна во 2022 концептот е дека со овие деца што ги спомнав последни се работи строго индивидуално по 4-5 во група. Значи ти мораш да имаш за тие 30-40-50 деца, ти мораш да имаш 7-8 тренери. Па јас колку што разбрав 15 на тренери ќе има, така? Да, 18 луѓе би требало да бидеме логистика, со тоа што еден доктор имаме, и двајца логистика сме. Да, значи партнер, на секој можам да спомнам. Сега да го пофалам, затоа што години е Жан Митрев клиника, кој што ги прегледува пред одржување на кампот децата. И таму си имаме доктор, така да се захтевни од аспект на терени, значи не можеш да имаш ти повеќе од 30-40 деца во таа група, затоа што ти немаш толку терени, за да работат по 5 во група. И тука е фокусот да тие слушнат нешто ново, да го отворат главчето за нешто ново, да исправат некој сегмент нормално и да видат како работи детето од Шведска, како работи детето од Србија, па тоа да види како однос имаат македонските тренери, затоа што на кампот доминантно 95% се македонски тренери, кои што ја упорно и во моите колумни, во кои што или во моите излагања на телевизија за други теми кога зборуваме за ракомет, упорно тврдам дека ние имаме многу квалитетни тренери, но немаме систем кој што ќе ги штити, ќе ги надгради, тие тренери ќе ги постави на еден пијадестал кај што треба да бидат. И тоа ни е нас проблем, а ние очекуваме од тие тренери да се посветат во нешто во кој што тие не гледаат иднина, не гледаат среденост, не гледаат своји примања на крајот од денот за да платат сметки и така натаму. Така да сакам да кажам дека ние имаме многу сериозно квалитетни тренери кои што ги надградуваме со по еден гостин и нормално имаме демонстратори. Годинава ќе дојдат и Сара Ристовска, нашата најпозната ракометарка, ќе дојде и Ненад Костевски, нашиот репрезентативец и така натаму. Мечка го видовме минатата година беше. Да, Мечка Лазаревски, Столе Стоилов, Гоце Горгиев. Има некако изненадување што ќе биде на децата? Ние како камп последните 2 години, кажав лани за 5 дена го пополнавме, годинава апсолутно ништо немаме најавено. Апсолутно ништо. Затоа што прво се довербата е голема и значи апсолутно немам, но што мене ми создава голем притисок и голема одговорност да ние треба да го оправдаме, затоа што ние имаме може 30-40% сигурно се нови деца, значи што не биле досега на кампот, а слушнале убави работи и тоа е за мене голем притисок и голема одговорност да биде се во ред и да го подигаме нивото на секоја година, колку што е тоа возможно, колку што дозволува инфраструктура. Помеѓу другото е уште неколку работи да нафрлиме, дека локацијата реков нека сминета, оваа година ќе биде хотел Десаре. Да, годинава ради некои услови кои што таму ги добивме. Меѓу другото и обновени, реновирани терени. Да, хотелот значи тоа што го баравме го возможи, ги среди терените со специјална подлога за децата. Имаат базен, има и фудбалско игралиште за она што го работиме како припрема за тренинг и превенција од повреди. Има убава плажа, значи комплексот е комплетно затворен, немаме ни уличка, ни сокаче, ни ништо, така да од тој аспект капацитетот е доста голем, што во иднина ни дава за право да размислуваме за проширување или да направиме повеќе смени. Од тој аспект, затоа за не ни се случуваат сега вакви проблеми, затоа што јас секогаш викам многу лесно на родител, ја ќе му објаснам, како на детето ќе му објасниме дека нема место. Тоа е многу голем проблем и затоа малку и малку проширивме годинава и затоа дел од децата, оние најголемите, кои што ќе тренираат и во сала, затоа што спомнавме индивидуално работат, мора да имаме малку поквалитетни услови од надворешните што се нудат. Условите на терените се добри, но сепак
дека овие деца кои што се 2008, 2009, па и 2010 се веќе деца кои што играат во пионерска, кадетска, па некои од нив имаме што играат и прва лига, а се на кампот на возраст од 17 години и тие деца се веќе посериозни и може да се десат работи непосакувани. Па да, видовме дека и во сала да се... и затоа ние користиме сала за нив за да може да дадеме квалитет адекватен на тоа што тие го очекуваат, затоа што тие деца се дојдени, се дружат и на терен се. Нема за нив некои други, пак ќе кажам, активности надвор од тоа. Си се дружат меѓу себе и се на терен, работат минимум 2 пати, па и 3 пати, ако го земеме онај делот со подготовка за тренинг пред секој тренинг, не баре имаат 3 тренинзи на ден, но од друга страна па тие се тука. Немаш патување. Меѓу другото, ова многу сакам да го потенцирам, да не го заборавам, ќе има и специјална исхрана. Па добро, да. Ние каква е таа храна? Што е она што па ние се обидуваме. Реално навиките на децата кои што ги носат од дома, а дел од нив не се баш добри и секогаш бараме или пица или компирчина, пробуваме да го наметнеме колку што може сега. Вие не можете детето да го оставите без јадење по секоја цена, но професорите, нашите тренери таму се како авторитет различен од родителот. Се обидуваме да им кажеме дека ова е добро за тебе, сега во зависност од возраста, ако зборуваш со 8 годишно дете, ќе му кажеш дека ти другарчето ќе биде подобро на тренинг од тебе, затоа што јаде ориз, а ти секој ден сакаш компирчина да јадеш. Не дека им дозволуваме ние да јадат, ама сакам да ти кажам, лесно е ти со овие 5-16 години, кои што дел и работиме, имаме некои, не се предавања тие како работилници во однос на фокус, амбиција и така натаму. И тука се работи дека ти без храна, сон и тренинг, и тие се толку поврзани, што ти едното да го трни синџирот се растура, многу полесно можеш да им објасниш. Колку ќе го прифатате друго, но ти мораш да пробаш да им кажеш. Така да од тој аспект ние гледаме, нормално сега гледаш и да ги задоволиш децава, не е ова ни војска ни затвор. Дојдени се во Охрид и крај крајево ова и завршеток, пак кажувам, на една сезона спортска, кај што и треба и да уживаат, но гледаме да им влезиме на дел од деца во главчина, да свати нешто дека не може да јади секој ден, иако сега веројатно поише знаете и голем проблем е воспитувањето на децата во однос на исхраната. Сето ова Горан ќе финишира тоа, не знам како ќе се изведе на плоштад во Охрид со мини ракомет. Ние планираме годинава на 9 јули во среда, мислам дека е среда. Традиционално одиме со брод да го видиме Охрид, затоа што тоа е неверојатно убав, нели, светски центар и да го видат и странците, да го видат и дел од нашите деца. Одиме со брод до Охрид и годинава предвидуваме буквално на потегот тука од плоштад на кај Ривиера да направиме за оние најмалите 2015-16-17, затоа што другите не смееме на бетон да им дадеме да играат. Оние најмалите во дел на промоција, во дел на забава да им дадеме да играат меѓу себе. Школа од Струга, школа од Охрид и нашите кампери, таа генерација, да одиграат некој час и половина мини ракомет. И потоа традиционално ги носиме на сладолед и на вечера и се враќаме назад со бродот. Тој ни е ден попладне предвидено за тоа, како една пауза меѓу две, нели, на пола некако да кажеме од кампот, некоја пауза. Прв пат го правиме ова со цел, нели, има туристи веќе во Охрид, шетаат, некој ќе застане, ќе види што се случува. Тука мора да потенцирам поддршката на општина Охрид, значи кој што, што и да замислиме ние, немаме никаков проблем. Свесни се и тие дека се што правиме во дел на промоција на спортот, па и кампот, па и овој настан, и имаме многу разбирање имаме, што е за пофалба во денешно време, пошто не секаде се отворени врати, ама тоа се други теми сега. Како и да е, имаме многу густ распоред таму. Луѓето што сме задолжени за да биде се во ред,
сме веќе мобилизирани, се гледаме, разговараме. Луѓето што се внатре како тренери се стварно без суета, без его, фантастично ја сватиле работата дека таму е центарот на вниманието детето. Тие се тие денови кај што тоа треба да стварно собере импресии кои што ќе му траат, некои родители вика цело лето збори за тоа. И таман за една година да му се повторат. Гледаме да имаме сериозен дрескод на кампот. А разбрав дека ќе добиеле и опрема? Па, видете, опремата е во делот поврзано со дрескот. Не можеш ти на дете да му бараш да биде облечено са бајле со ова боја дресови, поручек со ова, на оброци со ова мајца, не знам што, ако ти не му овозможиш. Така да, таму, дури и докторката вчера, која што ни е на кампот од Жан Митрев, малку имавме мало предавање, да речем, дека во кампусот нема носење цивил, во кампусот сите носиме тоа што е предвидено и што е нели кажано. Да не се налути докторката се што ја спомнавме? Не, нема да се налути, таа ни е млада докторка, годинава, иде супер, ќе си помине и таа, малку е уплашена дека ќе има многу работа и рекле, ама не е така. Ние нема да имаме иче работа за незе, значи се надеваме. Така да сакам да кажам, функцијата на дрес кодот е да децата им кажеме дека сите се исти. Не може деца од различни средини. Патувањето до Охрид е секогаш во функција организиран превоз дека сите се исти. Нема деца доаѓање со джипови, со магариња на Горан, за завршивме едно мини прашање имам само за тебе, со оглед на тоа што си роден стружанец, дали стружани се лутат што се тоа го организираш во Охрид? Се лутат. Еве сега одам здравје Боже да заврши кампот, да средим некои работи, едно сум черкаме во Струга. Ја уживам во Струга, здравје Боже, ако се исполни некои 10 на 15 дена со черками и цело време добро бе. И Струга имаме хотели. Имаме хотели, ама немаме други услови. Во Струга терените се во градот. Кој ќе ги контролира деца во градот? Треба служба за обезбедување да знаме. Така да здравје за војните. Струга е ракометен град, сите што се бават со ракомет знаат, таму е ракометот религија, неисцрпни извор на таленти. Ама она што Охрид па ни го дава во однос и на странците е непроценливо. Значи нема човек што дошол, еве лани беа 30 родители од Шведска, годинава повторно се цело време импресионирани од. Верувам дека секи биде како што треба и повеќе од како што треба и посакувам голем успех и потоа очекуваме видео како од минатата година, така да го проследиме и од оваа година. Ти благодарам. Благодарам поканата, искрено. Поздрав.